Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Под мотото 2 години отворено со граѓаните, Светиниколската локална власт на јавен настан го презентира сработеното во периодот од преземањето на власта на 20 октомври 2017 година. Градоначалникот Сашо Велковски, кој беше избран од граѓаните уште во првиот круг, кажа дека општината ја презел со долг од 29 милиони денари. Стартувавме со празна жиросметка и моментален долг од 29 милиони денари, за да за неколку дена пристигнат нови обврски по оздов на извршени работи од претходниот период, со што вкупниот долг, заедно со кредитот од Светска банка во износ од 800.000 евра, достигна до 1.400.000 евра. Тоа е реалноста и истата моравме да излеземе со конкретни мерки за штедење и намалување на трошоците со цел стабилизација на буџетот и намалување на судските извршни трошоци на неисплатени обврски кон добавувачите. Денес, 2 години потоа, Општина Свети Николе за прв пат има стабилен буџет, не е должна кон никого и сите обврски ги плаќаме тековно. Секако, морам да истекнам и голема благодарност до владата, што не одобри 15 милиони денари за разложување на општината и дел од општинските институции. Како одговорна локална самоуправа, средствата од буџетот ги користиме за подобрување на квалитетот на животот на нашите сограѓани. Рече Велковски, кој ги наброја проектите во дел на комуналното работење на општината. Набавка на опрема, механизација, комунални возила, реконструкција на фонтаната која не работеше со години, изградба и реконструкција на локални патишта и улици, јавен превоз, се само дел од сработеното. Во тек е реализација на проектот за ревитализација на станицата за прочистување на отпадни води преку проектот Биорел со прекогранична соработка со Република Грција. Во тек се градежни работи и истите ќе завршат до март 2020 година. Со ова ќе ја ставиме во функција пречистителната станица која не е во функција од 2008 година. На овој начин ќе го решиме делумно загадувањето на Светиниколска река, која со години наназад е извор на непријатна миризба и загадување на човековата околина. Се грижиме за сите категории на граѓани, преку низа проекти од социјален аспект. Успешно го реализираме проектот Општокорисна работа. Целта е вклучување на пазарот на трудот на лица преку времено вработување со скратено работно време во училиштата, градинките и дневниот центар за деца со посебни потреби. Општина Свети Николе обезбеди бесплатен превоз, сместување и храна за лицата со пречки во развојот во одморалиштето во Доиран, заедно со нивните родители во текот на летото 2018-2019 година. Од оваа година, за прв пат стапи на сила правилникот за доделување на еднократна помош на самохрани родители кои имаат минимални примања, и тоа по 7.000 денари од дете. До сега се исплатени парични средства на 19 самохрани родители во износ од 217.000 денари. Институциите пак од своја страна секој одделно ги презентираше своите резултати. Меѓу нив и училиштето Кочерацин, чиј директор Ванчо Миленков само што го ставил подписот на проектот со италијанскиот регион Умбрија, чиј резултат е образување на нови кадри, специјалисти за вино. Тој начин ќе бидеме дел од еден нов концепт, така да во градот покрај тоа што ќе имаме универзитет, ова што е славјанскиот, значи ќе имаме и едни специјалистички студии, да ги наречам, постсредно образование, каде нашите сограѓани ќе можат да се стекнат со специјалистички назив, значи производители, вински техничари за производство на вино, што во нашиот регион имаме и потреба, затоа што имаме мали винари кои имаат со закон ќе бидат обврзани да примаат вакви специјалисти за производство на вино. Пред општината се нови предизвици и проекти, меѓу кои ревитализација на филтер станицата, прочистителната станица, како и изградба на затворен базен и спортска куќа. Во тек е изработка на детален план за изградба на градски базен во нашиот град. Редно е на сите млади и сите рекреативци да им овозможиме она што сме го ветиле во предизборието. При крај сме со оваа активност
се надеваме и со собствени парични средства или со помош на донаторски средства да возможиме од наредната година, најавувам дека од наредната година може слободно да се пофалиме дека Свети Николе ќе добие градски базен. Од страна на владата е исто така ангажирана проектантска фирма за изведба на проект за реконструкција на филтр станицата што пиеме вода за пиење. Ќе добиеме филтр станица со современа филтрација, со зголемен капацитет и верувам дека Свети Николе конечно ќе го реши проблемот со водата за пиење. Рече градоначалникот Велковски, кој го истакна работењето на локалната власт и преку меѓународната награда, која наодамна му беше врачена за постигнати економски перформанси Глобал Локал. Ова ни представува доказ дека сме на вистинскиот пат, но и оврска за подобрување на потенцијалите на инвестиции во општина Свети Николе. Тоа ќе значи зголемување на вработеноста, но секако и зголемување на стандардот на нашите сограѓани. За оваа награда не сум заслужен само јас, туку и целиот тим на соработници околу мене, но и вие, граѓаните, кои давате неесебична поддршка на оваа локална власт во изградба на модерно европско Свети Николе. Изјави градоначалникот Сашо Велковски, кој ги повика раководителите на општинските институции максимално да ги искористат преостанатите 2 години од овој мандат со цел да го направат Свети Николе модерна општина. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk